se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, ime nad sekoje ime, Isus Hristos, prvoroden od mrtvite, car nad carevite, sin ni se dade, sin, rahma sin, te sakame Gospode Isuse Hriste. Prosti ni gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. Potrebno mi je, Gospode Isuse Hriste, Tvoja ta sila, Tvoja ta ljubov, Tvoja ta milost, Tvoje to vodstvo, ovije slova, da gi doprasite onije koji se žedni za Tvoja ta ljubav, zašto Gospod znaje koji lugje se negovi. Продолжуваме со Евангелието на Јован, како не води духот на нашиот Отец, кога ќе ве приведат, кој? Кога ќе ве приведат, не грижете се што или како ќе зборувате. И јас не се грижам што или како ќе зборувам. Духот на мојот Отец нека зборува низ мене. Татко мој, во ова живо слово кое е дух, ова слово е дух и вистина. Но барајте го најнапред Царството Божјо и неговата правда. Евангелие по Јован 19 глава. Тогаш Пилат го зеде Исуса и го предаде да го бијат, да го тепаат. Он ги зеде на себе нашите болки, болести и страдања. Е казната за нашиот грев што сме се спротивставиле на Бог, што сме одбиле послушност на Бог, што сме сакале да се издигнеме највисоко како вавилонците, да се здобиеме со име, или сатаната ќе се издигнам највисоко. Ахма син дирах. Го предаде да го бијат. Таткото небесен, кој е потполно внатре во Исус видлив, со сета негова полнота го тепаат за секого од нас. Дали го разбирате тоа? Он ги плаќа нашите болки, болести и страдања и ти покажува патека по која треба да се движиш. Ти, човек од другата страна, кој немаш љубов, кој имаш себељубие, тешко ти е да го љубиш братот свој. Тешко ти е да љубиш, зашто без Исус не можеш да љубиш. Бог е љубов.
Войниците сплетоа венец од трње, семокниот Бог дојде да го истепаат за сите нас. Он ги зема болките, болестите и страдањата. Војниците сплетоа венец од трње, му го кладоа на главата. Господе Исусе Христе, и му облекоа багреница. И велеа, те поздравуваме, царе јудејски. Видете именувањето цар јудејски, зашто тие знаат дека цар ќе дојде. Цар треба да дојде. Пророк ќе дојде, Месија ќе дојде од небесата. Син Божји. Се уште го чекаат. Се уште го чекаат. Пилат пак излезе надвор и им рече: Понтиј Пилат, римски заповедник, еве ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. И Господ му зборува веројатно на срцето. Тој сеќава дека нешто има тука. Дека него го местат, него го спотнуваат. Тој ги познава евреите. Не наоѓам во него никаква вина. Тој не наоѓа вина римјанинот, а евреите првосвештеници кои го знаат и го чекаат, го знаат писмото, нели, имаат договор со Бог, викаат распни го. Тогаш излезе Исус надвор со трнов венец и багреница и им рече Пилат: еве го човекот. А кога го видоа првосвештениците и слугите, кој го распнува Исус? Првосвештениците и слугите. Кои се денес првосвештениците? Во сите религии. Тие го распнаа Исус. Дали и денес би го распнале Исус истите? Дали и денес го распнуваат Исус со своето однесување на нељубов, лицемерно братолюбие? А кога го видоа првосвештениците и слугите, завикаа и рекоа: распни го, тие викаја, распни го, распни го, распни го Исуса. Свештениците и израелците викаат распни го, пазете, а римскиот заповедник вели: не наоѓам во него никаква вина. Епа добро, кому му зборува сега Бог? Кој го познава Бога? Кој има страф од Бог? Кој има срце за Бог? Значи, Понтиј Пилат вели: не наоѓам во него никаква вина. Пазете. А првосвештениците велат: распни го, распни го. Пилат им рече: земете го вие и распнете го. Зашто јас не наоѓам во него никаква вина. Римјанинот не наоѓа во него никаква вина. А римјанинот, евреите, избраниот народ, му велат: распни го, распни го. Чиј избран народ се тие? Кого чекаат тие? Добро прашање. Добро прашање. Знаете за самаријанинот и евреинот дека не се мешаат? Самаријанинот кога му помогна на евреинот, добриот самаријанин. Јудејците му одговорија: ние имаме закон и според нашиот закон, он имаат закон, но барајте го најнапред Царството Божјо и неговата правда. Чија правда? На Бог Отецот, на Исус Христос. А вие имате свој закон, според нашиот закон, имат свој закон. Тој треба да умре. Според нивниот закон, Исус треба да умре. О, Господе Исусе Христе! Зашто сам се направи. Син Божји. Дојде кај своите, и своите не го примија. И своите, никој не е пророк во своето село. Зашто сам се направи Син Божји. Сам се направи Син Божји. Тие знаат дека го воскресна Лазара. И тогаш решија да го убијат. Кој? Сатанска синагога. Пазите го, знаете тој термин. Лажните евреи кои не се евреи. За кого зборува тој? Евреин е човек, метафора на човек кој има договор со Бог, завет, стар завет. Македонец е човек кој го повикува Бог да се шири светото Евангелие. Кога го чу Пилат овој збор, уште повеќе се исплаши. Пазете, Пилат сеќава во срцето, се плаши, а тие велат распни го. Пилат е самаријанин, римјанин, а тие се израелци, избраниот народ.
I pak влезе во преторијата и му рече на Исус. Денеска се прави од некој луѓе идолопоклонство кон евреите, мисля дека се избран народ. Значи, во мене нема ни машко, ни женско, ни евреј, ни македонец, ни арнаутин, ни натоиден европеец. Сите сме едно во Исуса. И пак влезе во преторијата Пилат, кој се исплаши и му рече на Исус: од каде си ти? Од каде си ти? Но Исус не му даде одговор. Ете, некогаш поставувате прашања често, зборуве низ мене, татко мој, и не добивате одговор. Кога одговорот го знаете во вашето срце, не добивате одговор од Бог, тогаш сте на почетната позиција повели и љуби, на почетната позиција да действувате во љубовта, да постапувате како Исус, да љубите како Исус, да не осудувате како Исус, да бидете покорни на Отецот Небесен како Исус, да зборува Духот на нашиот Отец низ вас. Пилат му рече: мене ли не ми одговараш? Не знаеш ли дека имам власт да те расплам? Не знаеш ли дека имам власт да те расплам? Интересно. Пилат римјанинот ќе го распне семокниот Бог. Пилат римјанинот кој сеќава дека нешто има тука, дека евреите подметнуваат вината своја. Кога ќе спотнеш некого да убие, мислиш дека ти си невин. Мене ли не ми одговораш, не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам. Земна власт во овој момент. А потоа паѓа Рим, доаѓа друга цивилизација. Па таа паѓа, па третата паѓа и сега на крајот доаѓа сатанската збирштина и царство, каде уништува се што е поим човек, љубов и Исус. Ахма син дираман дира ахма сиреј. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Те сакаме, Исусе. Исус одговори: ти не би имал никаква власт над мене ако не ти беше дадено од озгора. Ти не би имал никаква власт над мене ако не ти беше дадено од озгора. Значи, Исусе, ти нема да дозволиш ништо да ми се случи, освен за твоја слава, ако не е дозволено од озгора. Ако не ти беше дадено од озгора, затоа поголем грев има оној што ме предаде на тебе. Кој го предаде првосвештениците, фарисеите, евреите? Зошто го предадоа? На кој Бог му служеа? Со кого имаат завет тие? Тој на едно место, и ако бевте чеда Аврамови, вашиот татко е ѓаволот, кој ги слуша зборовите мои, тој е од Бога, а вие не ги слушате, зашто не сте од Бога, вели Исус. Од тогаш Пилат гледаше да го пушти. Но јудејците пак вика и зборува: ако го пуштиш него, не си му пријател на царот. Пазете, лукавство, сатанско. Секој што се прави цар, противник му е на царот. Ахма син, штом го чува овој збор, Пилат го изведе Исус надвор и седна на судскиот стол на местото наречено Литостротон, или на еврејски ѓавата, или место каде што се пресудува. Кој кому му суди, не судете за да не бидете судени. Тогаш беше петок пред Пасха, они јадат Пасха, обредно дејство кое врска нема, а го распнуваат Исус. Јадат Пасха, ајде да речем Господова вечера, и го распнуваат Исус. Тоа е истото. Ако некој јаде, нека јаде, ако некој пие, не јаде, нека не јаде. И им рече Пилат на јудејците: еве го вашиот цар. Тој им кажува, низ него зборува Бог од време на време зборува телесноста, стравот дека ќе го убијат. Еве го вашиот цар. Но тие викаа: земи го, распни го Исуса.
Пилат им рече, царот ли ваш да го распнам? Првосвештениците, кои се тие првосвештеници денеска? Каде се тие? Размислете околу ова. Кој го распнува Исуса? Размислете околу ова. Ние немаме цар. Пазете што му велат израелците, освен Цезарот. Значи тие имаат Цезар, земен цар, кнезот на овој свет. Па тие кажуваат кој се и што се. Тогаш им го предаде за да биде распнат. И го зедоа Исус. И го поведоа семокниот Бог кај своите деца. Дојде кај своите и своите не го примија. И носејки го својот крст, тој излезе на местото наречено Черепница, а по еврејски Голгота, и таму го распна. Симон Киринеецот му го носеше крстот, во Евангелие го нема тоа. Симоне, синко, како е да се носи крстот на Исуса Христа? Те сакам, Господе Исусе Христе. И таму го распна, а со него и други двајца, од едната и од другата страна. Едната страна е световното, телесното. Другата страна е, барајте го најнапред, Царството Божјо и Неговата правда, а вие барате својата правда. А насреде Исус, те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам за се, за Твојата љубов, за Твојата милост, што ми го отвараш срцето и на овие што слушаат. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, Сине Божји, помогни ми. Помогни им на мојот народ, да им се отворат очите на водачите кои крадат, лажат и не продаваат. Масонски и сатански здруженија кои го уништуваат поимот македонец, затоа што ти си го запишал во оваа книга. Ти ке ги укориш. Одмаздата е моја, јас ке одмаздам, вели Господ. Пилат пак напиша и надпис, го кладе на крстот, и беше напишано Исус од Назарет, цар јудајски. Те, кога ќе видите како пишува Пилат и како действува, цар јудајски, тој покажува што му прават на царот јудајски, го распнуваат. Царот јудајски го распнуваат, од тие си имаат Цезар свој цар, или тие велат, ние ги имаме Мојсе и пророците, што ке ни е Исус. И денеска истото го велат. Овој надпис го читаа мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, латински, овде пишува грчки, кој не царскиот јазик македонски на Александар Македонецот. Таму негде зад мене постојат луѓе кои велат дека се христијани, велат нема македонци, ние сме македонци, а тие се грци, ахајци, маџири дојдени од Азија. Какви христијани се тие? Каде се евреинот и самаријанинот? Или пак другите од левата и од десната страна, кои тврдат дека нема македонци, овде запишал Бог дека има македонци. Тие велат дека нема. Тоа покажува кому му служат. Кому му служат. Првосвештениците пак јудејски му рекоа на Пилат. Повторно првосвештениците. Првосвештениците не се трговско друштво, тие мислат дека се царска синагога, дека се црква голема, дека се црква Божја. Не пишувај цар јудејски, му рекоа, туку дека тој рече, јас сум царот јудејски. Пилат одговори, ти велиш, како Исус што им одговора, што напишав, напишав. Исус вели се сврши. Или ти велиш. А војниците кога го распнаа Исуса, ги зедоа алиштата негови и ги разделија на 4 дела, на секој војник по еден дел и хитонот на метката. Хитонот пак не беше шиен, туку искаен од озгора додолу, тогаш си рекоа да не го раскинуваме, но да фрлиме за него ждрепка, чиј ќе биде. И тоа е запишано во Исаија, старозаветен пророк, за да се знае кога е од Бог. Бог ќе ви јави, ќе ви каже нешто во срцето, после ќе го се случи и ќе видите. Тогаш ќе рече да тогаш ќе сетите. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа.
за да се збидне кажаното во писмото ги разделија, а лиштата негови мои меѓу себе и за облеката моја фрлија ждрепка. Така и направија војниците. Пишано е, пишано е, пишано е. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од Бога. Кога Исус му одговара на сатаната, пишано е, него искушува и Господ својот Бог. Пишано е. Арахмасин дираман древреиминахан. Слава ти, Господе Исусе Христе. Така направија војниците. Потоа крстот, покрај крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалена, души човечки овоплотени, може би спуштен или паднат ангел. Веројатно, ангел, ете јас го праќам својот ангел, вели Семокниот Бог за Јован Крстител, значи тој е пратен ангел пред тебе. Рахми син дирах. А Исус том ја виде мајка си и ученикот кого посебно го љубеше. Како стои и рече на мајка си: жено, ете ти син. Кои се моите браќа, која е мојата мајка и татко? Добро прашање. Кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец? Тој ми е брат, сестра и мајка, вели Исус на едно место. Значи, ете ти син. Ете ти син. Некои немаат деца, например. Но зато имаат духовни деца. Духовни деца. Знам еден сотрудник. Му покажува во сон, му служи на Исус. Може би стои пред вас. Илјадници ангелчиња мали се смејат, се радуваат, тој нешто им зборува. Тој им вели, кои се овие? Тоа се твоите деца на небесата. Знаете, ние зборуваме за Божиот царство, не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата. Туку собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, ни крадци ги подкопуваат и крадат. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Господе Исусе Христе. Жено, ене ти син. Имаш деца Божји, потребна им е твојата љубов. Потоа му рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде кај себе. И од тој час ученикот, може би си ти ученикот, треба да земеш некого кај себе. По ова, знаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Таму стоеше сад полн со оцет, тие наквасија сунгер во оцетот, го закачија на трска и му принесува до устата негова. А кога вкуси Исус оцет, рече: се сврши. И кога ја наведна главата, го предаде духот. Пазете, го предаде духот. И му дувна во душата дух, животен, без кого ние не сме живи. Духот е тој што оживува. По Јован, телото ништо не помага. Ова ништо не помага. Телото има нагони, телото е од земја. Голи доаѓаме, голи ке се вратиме. Во земја се враќа. Земјата е дадена на владење на сатаната, тука се паднатите ангели на сатанас, тука е семето Аврамово. Сатанската синагога, оние кои го распна Исус и денеска го распнуваат првосвештениците. Тука е кнезот на овој свет, сатанат и неговите демони, на кои им е дел од нив оставена сила. Рахта сам според Божјата волја, за да можете во свесна состојба, кога ќе бидете човек, да изберете љубовта на Исус или омразата на сатанас. Те сакам, Господе Исусе Христе, значи духот, пазете, и кога ја наведна главата, се сврши, го предаде духот. Да духот негов да чека суд, во кој душата, живата душа. Значи, ние не сме тело, а размислуваме телесно. Ние сме дух животен,
ako je vdahnat moja duša. I trebamo svjesno sostojbe da naučime da ljubime, bo ova telo, ovaj kafes, sobstvenik na telo to je zerzevul, satanada. Zato telo to treba, koji se evo telo to ke požne smrt, koji se evo duhot, po duhot. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, koji se evo ljubav ta, po Isusova ta ljubav. Tatko moj, ti blagodaram što gi isceluvaš site onije koji gi slušat ovije slova, što i deneska me obleva tvoja ta svetlina, što tvoje to sonce me greje. Ti blagodaram što čuka mojevo srce po tvoja ta ljubav, što ti zboruvaš niz mene, isceluvanje za mojot narod, za tvojot narod, za site luge. Te molam da im gi otvoriš očite i ušite na makedonskite vodači, na albanskite, na bugarite, na grcite, na srbite, na evropejcite, na NATO. I site jedan den pokajani da se sobereme vo tvoja ta ljubav, zašto ti si dobri od pastir, tvoja ta ljubav nikogaš ne prestanula. Milosta tvoja je večna i dobri od pastir nema da dozvoli ni to jedna ovčička da bide izgubena. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, predavam se vo tvoji race, ja vraćam Makedonije vo tvoja sobstvenost. Za da ni pomogneš da bideme vistinski Makedonci, da te povikuvame tebe, Gospode Isuse Hriste. Mir vam do Božje carstvo nebesno. U ime to na Gospod Isus Hristos, Tatko moj, te molam, ogan od nebesata da izgori sve što ne od bok vomene oko lumene, vo moja timot, vo moja ta zemlja, vo tvoja ta Makedonija. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Mir vam, ar Makedonci moji, do Božjo carstvo nebesno. Amin. Se ti predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ti me sozdade od prazena i duh životen tužna vo mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se